Стадион. Емисија за вашата вистина. Вие сте граѓанска опција. Колку е граѓански Гром како граѓанска опција да се залага за етнички белези, влегување на етнички белези во личните документи. Јас повеќе очекувам Гром да се залага за граѓанинот да биде на пиедесталот, индивидуата, човекот. Гледате, Петковски рече, ова значи дополнителна етнизација, сегрегација, на прво место да се стави граѓанинот, на прво место се става етникот. Благодарам на прашањето, господин Наумов. Јас точно е тоа дека ние се залагаме граѓанинот да биде на прво место. Ние сме граѓанска партија, јас како човек сум либерал, каде што индивидуата ми е на прво место, не ми е колективот, например, како на левица, или не ми е семејството, например, како... Ние како индивидуа и гледаме сите граѓани во Република Македонија и ние имаме огромен проблем последниве години со голем број на индивидуи кои се припадници на македонскиот народ. И ние како политичка партија алармиравме не од сега со ова законско решение, значи ставме во континуитет уште од пред 2-3 години со промена на уставот, со промена на уставното име, ние континуирано на сите дебати, јавни настапи и соопштенија прашувавме каде ние македонците, освен по дома, можеме да се пишеме дека сме македонци. Каде мене ми стои дека јас сум македонец. Ако имате новороденче во семејството, тоа е граѓанин на Северна Македонија или има коса црта. Значи никаде не му пишува дека е македонец. Во личните карти и патните исправи традиционално не пишува, од претходните лични карти не пишува дека сме македонци. Јас едноставно го поставувам прашањето каде ние македонците можеме да напишеме и да кажеме еве документ, јас сум овдека македонец. Точно изводот е македонец. Па видите ги новите изводи на кога ќе ги вадите, дали пишува македонец или пишува коса црта или таму е ставено празно место. Видите ги новите свидетелства на децата што ги добиваат, дали пишува коса црта, дали пишува граѓани на Северна Македонија. Во свидетелствата не мора да пишува, според мене. Не, само точно е. Да. Само гледам каде ние можеме да напишеме и да ви покажеме еве на маса овдека ние сме македонци. Ние како политичка партија... Вака, ставот е или за сите да пишува или за никој да не пишува. Така ли? Можам да го... Не, видите, затоа го поддржувате ова. Не, јас немам ништо против да во личната карта моја стои Љупчо Пренџов, коса црта, македонец. Дури сакам да имам право на избор тоа да го вметнам во мојата лична карта. И тоа е мојот категоричен став. Ние како политичка партија, ова не ни било програмска определба, не сме се залагале за ова, бидејќи сметаме дека во државата има мала милиарда побитни работи кои што се од суштинско значење на граѓаните, но истовремено и ова е многу важно. Многу е важно да при секоја посета на општинска организација, на секоја средба со граѓани, практично гледате еден пат на енергијата кај македонскиот народ, кој што се чувствува загрозен во сопствената држава, не може да се искаже дека е македонец и дека живее во Република Македонија. Се случија наследеште случаја, тоа не можеме да го измениме во овој период, останува се бориме понатаму, но мислам дека ова е одлична алатка да дигнеме енергијата, да го дигнеме еланот ки голем број од македонците кои што сакаат на некое место да им пишува македонец. И јас како граѓанска партија, како либерал, морам да почитувам волјата на секоја индивидуа. Не гледам на кого што тоа би му пречело. Нас во Македонија многу посуштински работи не ни пречат, но истовремено еден пост од Рабнора. Може да фатам целата од секој аспект да фатам теза да сакам. Од вашиот прилог кој што беше направен на почетокот на оваа емисија, ние практично суштината Тито Петковски не ја кажа, тој ја кажа формата, но суштината ја кажа Зиедин Села и дел Зоран Заев, дека со ова практично со некој со некого тргувал. Ние се гледаме преходната генерација на политичари, жал во таа генерација се уште е премиерот Заев, која што е во заминување, не може да свати дека вие не можете со се да тргувате. Не можете, вие или имате нешто што го прифаќате, е прифатливо за вас и немате ништо. Ама тука не сте искрен до крај. Тргувањето го опфати и ВМРО-ДПМН, односно вашиот коалиционен партнер. И тоа ќе го образложиме. Само да завршам. Суштината е следна. Ако овој закон сакаше да се помине во собрање, ќе се поминеше.
Но за овој закон не смее да го блокира СДСМ, затоа што СДСМ имало определени ветувања и према БЕСА и према Алијанса на албанците. Фактот што излегува на површина и кој што за мене е суштински е тоа што СДСМ, за да му се гласа за закон за јавно обвинителство, да може потоа да гони ВМРО-вци, го одудел ова решение и мене многу ми е чудно зошто една опозицијска партија, а тоа е Левица, или барем така се декларира како опозицијска партија, влезе здушно да ги брани ставовите на Зоран Заев во позиција во која што тој не смее, бидејќи од една страна беше обвинет од страна на Христијан Мицковски дека висок грчки дипломат или дипломат на социјална држава, претпоставувам дека грчки му кажал дека ова не може да помине, тој ретерира, веќе го има дадено барањето према БЕСА, односно зборот го има дадено на политичката партија БЕСА, веќе 3 пати ги изиграл и сега доаѓаме во ситуација во која што тој не може ниту против меѓународните партнери, не може ниту против БЕСА бидејќи владата има стакано мнозинство и тогаш се појавува Левица која што штанца 1300 амандмани и го блокира овој закон. Дали ако сакавме јавноста да знае вистината, ако сакавме јавноста да ги знае сите факти кои се случуваат, зошто не земавме ова да го дебатираме? Зошто ова го дебатираме на секаде освен онаму каде што му е местото? Како рече во прилогот Петковски Заев, да не ги изгуби БЕСА, а Мицковски да ги придобие Алтернатива, Алијанса и БЕСА. Или за ново коалиционо партнерство и мнозинство во парламентот, или за нови парламентарни избори. И си го забележав додека имав прилика да го слушам господинот Петковски, тоа се тие политичари, тоа се тие карактери, тоа се тие луѓе против кои што јас во собранието се борам, против нивните начини на функционирање. Зошто? Затоа што секој закон, секоја одлука, секоја постапка во собранието, во владата или надвор од нив, еднати го, дај ми го. Ако јас тебе ти го дадам ова, ти ќе ме поддржиш таму. Ако е ваа етничка заедница го направила тоа, па потоа ако ни треба малце да ги вишештиме меѓуетничките односи, тогаш даваме такви изјави кои што како што кажа он дека ќе се девастирало општеството на етникум и така натаму. Замислете, Тито Петковски се грижи дека ова општество ќе било девастирано. Видете државата кога станавме самостојна држава 92-ра, видете кога тој се повлече од политиката пред неколку години и видете колку е девастирано, цело време беше начело на државата и сега тој пензија ви зборува дека ќе се девастирало. Може ли се случи неговите пратеници во парламентот да не гласаат, а ВМРО и СДСМ да го изгласат овој закон? Така да гледаме. И јас лично како Љупчо Пренџов се трудам да бидам разумот во собранието. Гром со неговите ставови се трудиме да бидеме разумот во собранието. Јас на работа не одам анблок некој предлог да го одбијам на владата или да го прифатам. Јас одам да видам дали има нешто добро за народот. Мене ме интересира која е целната група и колку таа целна група опфаќа со било кое законско решение. Сте гласали спротивно од ВМРО ДПМН? Јас сум гласал многу пати да поддржам определени законски решенија, пример на владата. Еве, јас земав прв збор пред нова година во месец декември, кога се разговараше за законот за равномерен регионален развој. Тој дојде од владата, од локална самоуправа, од министерството. Не ги спомнувате Европска унија државите. Во која држава во Европска унија смениле устав и уставно име на држава? Во која европска држава со 36% излезеност на референдум врз основа на тоа се променува име? Во која европска држава доминантната заедница, македонскиот народ, носечкиот народ во државата, никаде нема право да се напише како македонец? Во која европска држава националните институции како македонска опера и балет, македонска телевизија, така натаму македонски пошти се ги именуваат имињата и можат да бидат македонски? Во ниту една европска држава. И затоа реков, добро е да им дадеме на граѓаните елан и мотив доколку сакаат да си напишат да биде по избор. Да им стои македонец во личната карта. Понатаму, колегата Крмов не знае, требало да му каже колегата Пасиев дека државата има 3 основни белези, дека тоа се територија, население и власт, и дека држава може да постои само доколку има власт. Но тоа е правна наука која што тој очигледно не ја познава и измеша со племенски заедници, така натаму, што е типично сеење на магла помеѓу граѓаните, која што сеат веќе 3-та година во македонското општество. Измежавме фашизам, сееме страв према граѓаните, ги плашиме граѓаните, изборуваме само црно на граѓаните, а ние земаме плата да им го подобриме животот на граѓаните, да им даеме излезни решенија на граѓаните, да им даеме опции на граѓаните. И јас тука сум целосно наспротивни гледишта од политичката партија Левица.
Понатаму, левица не наводно, како што кажа тој, туку фактички го спасуваат Зоран Заев. Нешто кое што никогаш не сум му кажал никаде. Јас сум убеден, затоа што јас сум пратеник во собранието и левица имаат двајца пратеници, дека почитуваните колеги Крмов и Апасиев за една или две вечери немаат теоретски шанси физички да припремат и штампаат и поднесат 1300 амандмани. Нека ми каже некој како тоа двајца луѓе без асистент, бидејќи јас немам асистент во собранието. Ама има ли пред тоа амандмани? Се да ве потсетам, тогаш кој ВМРО им ги пишуваше, не? Не знам дали им пишува ВМРО, јас не сум ВМРО ДПМН, јас сум подпредседател на Граѓанска опција во Македонија. Јас ниту некој ми подпишува амандмани, ниту соработуваме коалиционо кога понесуваме голем број на амандмани блокирајќи некои закони кои сметаме дека не се во ред, но јас знам дека 1300 амандмани треба многу луѓе за да ги припремат тие амандмани и јас како човек, ниту пак тие, имаме логистика да го направиме тоа за ден-два. Понатаму, јас жалам, навистина жалам, што левица од политичка опција во оваа држава се претвори во политичка аномалија на ова општество. Овие ставови, овие црнини не ги заслужува ниту еден македонски гласач. Ова е поигрување со внатрешната болка на сите оние кои што следат политика, се помалку и помалку, затоа што ние како политика ништо ново, ведро и просперитетно не им нудиме. Стадион. Емисија за вашата вистина.